Центарот за култура Илјоантески смок во обид да го врати културниот живот меѓу тетовци се враќа на старата традиција. Сезоната да ја отпочне со гостување на големите национални ансамбли. Почетоците со соработка со Македонската филармонија се од ноември лани. Значи организиравме по повод денот на албанската азбука, организиравме кантата кој беше премиерно дадено во Тетово и намената за албанската азбука, каде што ние во недостаток на комплетиран оркестар побаравме помоши од Македонската филармонија и тоа беа почетоците за продолжување на соработката. Значи вечерва ќе се даде концерт во кој се предвидени некои дела, како што се Прокопиев, од композиторот Фатос Лумани ќе се даде рапсодијата за гудачки оркестар. Има од Росини, Севилскиот Берберин и од Донецети. Да, исто така и од Бизе. Значи ќе биде нешто што на тетовската публика одамна му фали. Тоа се сведува на голема работа, иако во недостаток на Центарот за култура да ги има сите неопходни услови за ваков голем оркестар, можеби и тоа било причина што досега и не било некаква соработка. Веруваме дека оваа соработка и наредните години ќе продолжи, за да се остане како традиција. Периодот до Нова година е најбогат со случувања, вели Арслани. За овие 2 месеци програмата веќе е исполнета со гостувања и традиционалните фестивалски случувања. Во соработка со Австријската амбасада и Чешката амбасада се очекува на 19 8 часот да се одржи солистички концерт каде ќе настапат 3 солисти, еден од Австрија и 2 се од Чешка, во пијано, виолончело и ќе има месо сопрано. Ние веруваме дека и со нив ќе продолжи традицијата. Веќе имаме стапено контакти и со германската амбасада. Се очекува на 11, 12 и 13 октомври да се дадат 5 филмови кои ќе бидат на германски, преведени и на албански и на македонски. Што е со дејностите кои што функционираат во Центарот за култура? Дали очекувате и од нив некои активности, како што е Националната установа Тетовски театар, како што се уметниците, солистите? Да, колку што сум запознаен, Тетовскиот театар веќе од ова недела почна со работа за припремање на премиера, која се очекува да се даде на 3 октомври. Традиционално веќе октомври месец се очекува фестивалот на меѓународна поезија Дитата на Имит. Оваа година повторно се враќа и сајмот на книгата, бидејќи поради лошите услови до сега што ги имавме 2-3 години не можеа овде да го одржат, значи повторно се враќат. На 25 октомври се очекува една представа од Драмското студио. На 26 октомври е фестивалот за деца Јаболчиња. На 5 октомври е фестивалот на изработен фолклор Буримете Шарит. Проблемот со затоплувањето на Центарот за култура Илјоантески смок во Тетово се чини годинава ќе биде надминат. Системот е инсталиран и е во функција, но останува дилемата дали одобрените средства ќе бидат доволни за целата грејна сезона.